Собранието денес ќе одржи седница на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, на која ќе ги разгледа пријавите по објавениот јавен оглас за именување на нов претседател на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Огласот за избор на нов претседател беше објавен откако сегашниот претседател Марко Бислимовски поднесе оставка, но тој продолжува да ја извршува функцијата додека не биде именуван неговиот наследник. Оставката на Бислимовски доаѓа во период кога регулаторната игра клучна улога во регулирањето на енергетските пазари, водните услуги и управувањето со комуналниот отпад, што ја прави позицијата на претседател особено значајна за стабилноста и развојот на овие сектори. Според информациите објавени од МИА на јавниот оглас се пријавиле двајца кандидати. Ацо Ристов, поранешен градоначалник на Радовиш со искуство во локалната администрација, и Шамил Реджепи, актуелен вработен во Регулаторната комисија за енергетика, кој со своето искуство во комисијата се надева да ја продолжи работата на претходниот претседател. Претседателот на Регулаторната комисија ќе има и клучна улога во донесувањето одлуки поврзани со тарифите за енергетски услуги, како и во обезбедувањето на транспарентност и ефикасност во работењето на комисијата. Очекувањата се дека новиот претседател ќе обезбеди континуитет на реформите во енергетиката и ќе го зајакне капацитетот на регулаторната да одговори на барањата на граѓаните и компаниите. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во текот на изминатиот викенд, како дел од редовните сообраќајни контроли, издадени се вкупно 1198 платни налози за различни прекршоци на патиштата низ земјава. Најголем дел од прекршоците, 465, се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење, што ја истакнува потребата за зголемено внимание и почитување на ограничувањата. Во текот на контролите 42 лица биле лишени од слобода за безобзирно управување на возило, меѓу кои 8 возеле под дејство на алкохол, 20 управувале без возачка дозвола, едно лице претходно имало забрана за управување со возило. Исто така одземени се 13 возила согласно член 300б од Кривичниот законник. Во текот на викендот евидентирани се и 173 прекршоци за неправилно паркирање, 40 санкции за возење под дејство на алкохол, 59 казни за возачи на мотоцикли поради неносење заштитен шлем и 31 казна за пешаци кои не ја почитувале сообраќајната дисциплина. Дополнително 112 учесници во сообраќајот биле санкционирани поради непочитување на обврската за користење сигурносен појас. Според законот за возила, 20 возила биле отстранети од сообраќај поради нерегистрираност, 4 поради техничка неисправност. МВР потенцира дека сообраќајните контроли ќе продолжат и во наредниот период. Апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата, со цел заеднички да се обезбедат побезбедни патишта за сите. Американскиот претседател Доналд Трамп упати остро предупредување до НАТО, велејќи дека алијансата се соочува со многу лоша иднина ако американските сојузници не помогнат во деблокирањето на Ормунскиот теснец. Во интервју објавено во неделата, американскиот претседател директно ги повика европските земји да се приклучат на неговите воени напори во Иран. Рече дека може да го одложи самитот со кинескиот претседател Си Џинпинг додека не ја добие помошта од Пекинг. Едноставно е соодветно оние кои имаат корист од теснецот да помогнат да се осигура дека таму нема да се случи ништо лошо, рече Трамп, истакнувајќи дека Европа и Кина, за разлика од САД, се во голема мера зависни од нафтата од заливот. Доколку нема одговор или ако е негативен, мислам дека тоа ќе биде многу лошо за иднината на НАТО, додаде Трамп. Иран практично го затвори теснецот откако Соединетите Американски држави и Израел започнаа војна пред повеќе од 2 недели, предизвикувајќи страф од уште еден ценовен шок за глобалната економија. Американските обиди за деблокада во голема мера беа неуспешни, а меѓународните цени на нафтата достигнаа $106 за барел. Запрашан да разјасни каква помош бара, Трамп одговори што и да е потребно. Додаде дека сојузниците треба да испратат миноловци, од кои Европа има значително повеќе од Соединетите Американски држави. Германија изјави дека американската војна против Иран нема никаква врска со НАТО. Владата предупреди дека проширувањето на борбените операции би носело големи ризици за партнерите на Блискиот Исток и Заливот. Ова не е војна на НАТО. НАТО е одбранбен сојуз, изјави портпаролот на владата Стефан Корнелиус пред новинарите во Берлин.
Германската влада мора јасно да ја процени ситуацијата на територијата на алијансата и сопствената позиција за учество во оваа војна, додаде тој. Тој нагласи дека ескалацијата на конфликтот би ги загрозила регионалните партнери. Проширувањето на борбените операции би носело големи ризици за другите партнери на Блискиот Исток и Заливот, рече тој. Германскиот министер за надворешни работи Ваде Фул изрази предпазливост во врска со евентуалната мисија на НАТО во румунскиот еснец, велејќи дека европските сојузници прво им е потребна поголема јасност во врска со плановите на САД и Израел. Пред состанокот на министрите за надворешни работи на Европската унија во Брисел, Ваде Фул им изјави на новинарите дека Германија ќе се фокусира на спречување на понатамошна ескалација и барање дипломатски решенија за кризата. Тој нагласи дека создавањето таква рамка на крајот ќе бара и диалог со Иран, но призна дека таквите разговори во моментов не се на дневен ред. Во следните неколку денови времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, кои во западните делови ќе бидат пообилни поради спуштање на ладна воздушна маса на некои од повисоките места. Ќе има услови врнежите да поминуваат во дожд и снег, а на планините од снег, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Во среда во источните делови ќе дува умерен ветер, претежно од јужен правец, во западните делови од западен правец. Од четврток ветрот ќе го смени правецот во северен. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Во Скопје во следните денови времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. До среда ќе дува јужен, а во четврток и петок умерен до засилен северен ветер.